колеги пратеници од владеачкото мнозинство. Лицата со инвалидитет не заслужуваат денес да зборуваме само за усогласување со Законот за прекршоците. На оваа тема имаме многу што да зборуваме. Ова е горлива тема и навистина жалам што денес отвараме закон само за едни мали измени кои што немаат суштинско значење за лицата со инвалидитет во Македонија. Почитувани, ваше ветување беше дека лицата со инвалидитет и лицата со посебни потреби ќе добијат нов закон. Особено сега, кога актуелно е дека со сите 4 пакети на мерки ги заборавивте лицата со инвалидитет, истите не беа опфатени, исто така и лицата со посебни потреби. Затоа можам да кажам дека се срамам што денес зборуваме за таква една измена на законот. Затоа ќе потенцирам дека трошите време на носење на закон со кој што суштински ништо не се менува. Во скратени постапки правите усогласување затоа што очигледно не ви се работи. Денес преку нас и во текот на вчерашниот ден слушнавте многу суштински забелешки. И тоа ги слушнавте забелешките од овие здруженија, од лицата со посебни потреби, од здруженијата за инвалидизирани лица. Имаше многу конструктивни предлози и идеи, затоа апелирам до сите вас што побрзо да седнеме, да го отвориме овој закон и да видиме што конечно сите заедно можеме да направиме за овие лица. Токму поради тоа, овие 2 дена, ние се одлучивме на овој начин да ви алармираме дека патот по кој што вие одите не е исправен. Затоа, колеги пратеници од владеачкото мнозинство, јас денес сакам да ви направам и една компаратива. Да ви дадам одредено видување за тоа како граѓаните гледаат на нашата работа во Собранието на Република Македонија. Согласно едно истражување за перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието на Република Македонија, еве ќе ви кажам прашања на кои што граѓаните имаат дадено одговор. Колку сметате дека избраните пратеници ги представуваат интересите на граѓаните? Интересите на граѓаните денес се и интересите на инвалидизираните лица. Затоа ќе ви кажам дека над 2/3 или 73% од испитаните граѓани сметаат дека пратениците во Собранието секогаш ги застапуваат интересите на нивните политички партии. Токму поради тоа, денес ви алармирам дека вакво постапување, вакво дилетантско однесување и вакво носење на закони по скратени постапки, трошејќи го времето на Собранието, кога во исто време можеме суштински да се зафатиме со решавање на проблеми, е недозволиво. И токму поради тоа сметам дека сите треба да се срамиме дека се наоѓаме овде и дека денес дебатираме за ваков закон кој што навистина само малку има промени. Нема суштински промени, ги нема промените кои што ги бараат граѓаните. Токму поради тоа апелирам сите заедно да попречиме идно носење на вакви закони. Дајте заедно да дебатираме. На сите ни пишуваат, на сите ни се јавуваат, пред изборите сите одиме во овие здруженија, се гледаме со овие граѓани. Кога ќе заврши нашиот мандат, со гордост да можеме да отидеме таму и да кажеме дека сите заедно направивме нешто. Што направивме денес? Ги усогласивме со законот за прекршоци. Меѓутоа, ќе поставам уште едно прашање. Дали со оваа измена суштински се менува нешто? Казните се намалуваат. Меѓутоа, дали ова има значење за самите инвалидизирани лица? Опомена да, меѓутоа за другото не се согласувам. Исто така, во оваа анализа ќе потенцирам дека треба да се трудиме сите заедно да ја промениме сликата, затоа што еве
Во врска со користењето на аргументи во дебатата помеѓу пратениците, јавното мислење на граѓаните е дека 72% имаат впечаток дека пратениците на седниците често или секогаш користат говор со кој се омаловажуваат и деградираат едни со други и немаат аргументи. Колеги пратеници, доколку имаше суштинска дебата тука и од ваша страна, и доколку изминатите денови се јавеше некој од вас за збор, можеби и ќе развиевме некоја тема. Можеби и заедно ќе донесевме одредени заклучоци. Можеби ќе се одлучивме заедно да го вратиме овој закон назад и да ги направиме суштинските измени за кои што ние зборуваме, па после со гордост да кажеме дека ова истражување за јавното мислење на граѓаните не е во ред. Затоа што овој пратенички состав е поразличен од претходните пратенички состави кои што морале да бидат само кревачи на рака. За жал, вие, колеги пратеници од владеачкото мнозинство, само потврдувате дека сте кревачи за рака. И сега само уште неколку аргументи во врска со овој предлог закон. Инвалидска организација е здружение на граѓани која се формира согласно Законот за здружение на граѓани и фондации и за поздрав е нивната работа и функционирање во оваа пандемија. Пред нас е Законот за измена на Законот за инвалидски организации, закон кој во делот оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со закон и причини за донесување на закон, сметам дека се оди со навистина тесно толкување и дека не се опфатени целосно состојбите во кои што функционираат инвалидските организации, особено во новонастанатата COVID пандемија. Нивниот статус, особено состојбите со финансирањето на овие инвалидски организации, не е доволно уреден. Инвалидските организации во Република Македонија се соочуваат како никогаш досега со проблеми во нивното функционирање, а особено во нивното финансирање. И затоа е секогаш добредојдено секоја една помош, па макар и да биде преточена во одредено намалување на глоби и прекршоци, кои што повторно ќе потврдам, не е од суштинско значење. Затоа го поздравувам предлагањето на измени на овој закон. Меѓутоа, се спротивставувам само на толку мало отварање и на толку мал простор на реагирање. Иако живееме во 21. век, остануваат истите проблеми, како што се катастрофалните услови за работа на инвалидските организации. Непристапноста до објектите, недостиг на литература со Брајово писмо, мал број на толкувачи на знаковен јазик, како и навистина малата финансиска помош од државата. Особено во разговорите со претседателите на овие инвалидски организации, секогаш од нив доаѓа апелот до нас, како нивни представници, да го пренесеме нивниот глас, нивната потреба за вклучување во нормалните текови на општеството. Меѓутоа, овде ќе кажам дека ние од опозицијата го пренесуваме нивниот глас. Меѓутоа, вас не ве слушнавме дека го пренесувате. Тука произлегува потребата од инклузија на овие луѓе во општеството, како и од функционалноста на институциите за јакнење на своите капацитети да излезат во пресрет на овие организации. За жал, пандемијата не ги одмина и овие најранливи групи, односно лица со инвалидитет, како и лица со посебни потреби, кои поради отежнатите услови, поради COVID пандемијата, секојдневно се соочуваат со уште повеќе пречки за да ги реализираат нивните основни потреби, како што се здравствената заштита и другите права, но исто така отежнат е и пристапот до институциите, затоа што истите се соочуваат и со проблеми за остварување на своите основни обврски и основни права како равноправни граѓани на Република Македонија. Овие проблеми се голем товар, особено за инвалидските здруженија, кои не се во состојба да им помогнат на нивните членови, па од тука секојдневно се доживуваат и разочарувања. Дејствувањето на инвалидските организации за достојнување на квалитет на живот на лицата со инвалидност особено треба да се насочи кон почитување на човековите права на лицата со инвалидност, вклученост во општеството и така натаму. Затоа
бидејќи крај е со моето време, меѓутоа има ова тема е навистина голема. Апелирам колеги пратеници од владеачкото мнозинство да не слушнете, да ги забележите овие наши забелешки и побрзо да реагирате. Ви благодарам.